да се вратам дома и да си поминеме во време заедно. Како што Фани спомна и веќе нагласи неколку пати дека поминавме прекрасно време во Дубровник, навистина. Не мора да ви кажам дали Дубровник е убав или не е, стварно е убав. Но уште по работа беше што покрај прекрасниот академски програм, јас ќе ги кажам покрај академскиот програм, ние можевме лично вака да се обновиме, да се посветиме малце, да инвестираме во нашиот однос, да помислуваме заедно, да се изградуваме. Тоа мене лично многу ми значеше. Јас само ќе надополнам некои работи кои мислам дека јас може да ги кажам за Дубровник. Имаше таму некои познати личности. Една жена се вика Тереза Форкадес, Томаш Халик, веќе Фани го спомна, Мирослав Волф. Од католичкиот свет во нашите простори беше Иван Шарчевич и еден, како што го кажа Фани, Аристотел Папаниколао, кој станува познат во православниот свет. Малку е за православниот свет, он е малце, како да кажам, контроверзна личност, затоа што он се обидува да некоја реформа да предложи и да ја направи. Тој не е одговорен за таа работа, но да предложи некои негови размислувања ги кажува на глас и не му е гајле за тоа што е многу интересно. Темите за кои разговараме, таму навистина беа важни. Ако јас можам вака да ги сумирам, беа мисиолошки теми. Како црквата живее во светот. Може да употребиме некој, како да кажам, академски збор како аполитичка вера или што да направиме, тоа е мисијата на црквата. Како мисијата живее во светот. Пример љубовта према ближниот. Тоа беше една од важните теми за кои зборевме таму. Благодарноста како стил на живот. Дали си благодарен во животот? Како гледаш светот? Како некој неблагодарно битие кое се обидува за светот, сите околу него да ги исцрпи, да ги искористи за себе? Или живееш живот на еден благодарен начин, во кој го примаш тоа што Господ ти го дава? Например, свесноста дека треба да коегзистираме со другите луѓе. Тоа помалце го има, се помалце го има. Другиот, различниот кој помоѓа нас, се повеќе ти смета, сакаш да го нема. Ја го кажеш тоа на глас, пошто знаеш дека не е убаво, ама на социјални мрежи ќе си го кажеш онако оној пасив-агресив мод. Дефиницијата што значи да се биде Божи народ. За тие работи промислувавме. Зборувавме за ненасилната комуникација. Тема која треба да промислуваме, да растеме во таа на ненасилна комуникација. Се што можеме да видиме на социјалните мрежи е насилна комуникација, не ненасилна. Така да имаше многу интересни работи за кои зборувавме. Како што и на Фани, така и на мене еден ми остави впечаток, тоа беше Томаш Халик, многу познат тип, кој бил личен пријател и советник на првиот чешки демократски претседател, Вацлав Хавел. Тој спомна една работа, тој верува, тој е убеден дека црквата, христијанството, не само црквата, туку христијанството, се наоѓа во еден период од ноќта, фалат рече, од ноќта кој е познат како самрак. Моментот пред сонцето да огрее. Пред да видиме од кај доаѓа светлината. Гледаме дека се расветлува, ама сонцето уште не го гледаме. Црквата, христијанството се наоѓа пред еден таков период, слично како во 16 век пред реформацијата. Има некакво исчекување за нешто и многу е важно како црквата ќе реагира во тој период. Многу е важно. Дали ќе почнеме да фрламе на теми на сите можни страни, ќе се изолираме и ќе кажеме ние ќе се креираме еден паралелен свет и не е гајле зашто што се случува, или сите можни навидум неприлики, навидум контроверзи ќе видиме како прилика. Па дури и таа некоја будност за некаква духовност, каква и да е духовност. Излегуваме од некаков материјализам и човекот чувствува потреба за духовност. И луѓето ја бараат таа духовност сите можни места. Во јога, шта кај да е. Дали црквата тоа ќе го види и ќе каже ле што се случува, дај ние да се држиме до нашите 4 зида, или ќе кажеме мислам дека имаме прилика да понудиме вистинска духовност. Како црквата ќе реагира е многу важно. Како и говорниците, така и студентите кои бевме присутни, доаѓавме од трите традиции на христијанството, католичка, протестантска и православна црква. Сега покрај
малите разлики во нашата теологија, има разлики, не дека нема. Во најголем дел постои тоа преклопување и разбираме дека на вистина за сите на нас центарот е Исус. Исус е центарот. Ако Исус не е во центарот, кој сакаш фирма стави напред католици, протестанти, џабе е. Едноставно, доколку има волја, љубов, може да се расте и да се гради некоја заедничка иднина, заедничка мисија. Јас денес токму сега да зборам за еден обединувачки фактор. Има ние неколку обединувачки фактори. Најважниот е во центарот, тоест оној против кого не може да се аргументира Исус. Исус е нашиот обединувачки фактор. Не фактор на раздвојување, такви имаме и можеме лесно да си најдеме, туку кои се нашите обединувачки фактори. Најважниот кој стои во центарот е Исус. Обединувачки фактор. Но не само Исус. Онака од епицентарот кај што стои Исус, овие кругови кои се разнесуваат понатака се пошироко и пошироко, ќе видите дека има повеќе обединувачки фактори. Еден обединувачки фактор за кој денес сакам да зборувам е Оче наш. Оче наш. Молитвата. Ние не сме пред се мистичка религија, туку сме пророчка религија. Христијанството постои затоа што Бог се објавил, не затоа што човекот успеал да навлезе во некој мистицизам и да открие нешто. Тоа е многу важно. Христијанството постои затоа што Бог се објавил на индивидуалци во контекст на народ, во контекст на, не знам, подрачје. Бог се објавил историски и затоа ние сега знаеме нешто за Него. Молитвата е многу важен момент. Еден писател ќе каже да се молиш, значи да се менуваш. Ние не сме битија кои не се менуваат, ние се менуваме. Не сум медицинско лице, ама слушнав дека овие клетките на телото што ги имаме се менуваат. После неколку години сите се менуваат. Значи ние како субстанца не сме иста личност, се менуваме во целост. Ние поменуваме нешто, секако ние остануваме ние, без разлика на тоа што сите клетки кои во еден момент ќе умрат и не останува ништо од тие што биле од како сме се родиле, сепак остануваме иста личност, но се менуваме. Актот на молитва кој ни е даден сам по себе е огромна Божја милост. Отворен ни е пат за љубовта, трпението, радоста, мирот, добрината и така натаму да станат дел од нас. И тоа преку молитва. Друг ќе каже дека најтешкиот дел од молитвата не е да се почне, туку да продолжи од како ќе се почне. Тоа е најтешкиот дел од молитвата. Сигурно ќе се најде во некоја густа ситуација во која многу лесно ќе почне да се моли. Испит, не знам. не знам, патешествие, финансиски проблеми, семејни проблеми, здравствени проблеми. Секој може многу лесно да најде почеток за молитва. Многу тешко може таа молитва да ја одржи понатака после тој иницијален почеток. Често пати во Евангелијата ќе видиме дека рано наутро, се уште додека беше мрак, Исус одеше да се моли. Не знам дали сте се молиле во тој период од денот. Тогаш кога сонот е најсладок, тогаш кога пред да станеш, вака лигата тука. Тој период на вечерта кога навистина сонот е најсладок, се вели во Евангелијата дека често пати Исус знаеше тогаш да стане и да дојде да се моли. Се уште кога беше мрак. На други места ќе видиме дека после напорен ден на служење, после хранење на 5000 луѓе, после исцелување, поучување цел ден, тогаш кога апостолите одеа да се одморат, Исус се искачуваше на планината да се моли. Сега кога ќе видам водно, одморен, наспиен, ми се врти у глава ако ми текне дека треба да се качам горе. А после цел ден служење, зборување, тогаш немало микрофон, јас сега со нормален глас си зборувам и сите ме слушате. Ама ако има 5000 народ, а јас немам микрофон, не знам дали се зборили на 5000 народ без микрофон да видите колку е тоа напорно. Па тоа ќе ве исцрпи целосно. После еден таков ден, после хранење 5000 луѓе, собирање на тие остатоци што остануваат, испраќање на луѓето, Исус одеше на планината да се моли.
На други места ќе видиме многу ситуации во кои Исус зависи, тоест пристапува кон молитвата. Со она што можеме да го прочитаме за молитвата е дека дарот на молитва кој го добиваш, дарот кој го добиваш од молитвата е самата молитва. Самата молитва е дарот кој го добиваш. Зошто? Затоа што благословот да пребиваш и да одмараш во Божјото присуство, тоа е вистинскиот благослов. Молитвата не е средство до некоја цел. Молитвата е цел сама по себе. Сама по себе. Молитвата не го одржува христијанскиот живот. Таа е христијанскиот живот во суштина. Дали радоста може да постои воопшто овде на овој свет или на оној кој доаѓа, освен да се биде во интимно заедништво со Бог. Да се биде во интимно заедништво со Бог, заедно со Бог, да пребиваш во неговото место. Тоа е вистинската радост, тоа е вистинскиот одмор, тоа е вистинскиот мир. Тоа овде и сега го доживуваме преку молитвата. Молитвата не е средство до некоја цел, туку е цел само по себе. Молитвата е христијанскиот живот. А сега јас, како верен на библискиот текст, сакам да ја прочитам молитвата Оче наш. Ќе го направам тоа на тој начин што сега ќе ги затвориме очите. Јас ќе го прочитам тој текст и ќе преминеме во кон анализирање на овој текст. Кога го прашаа апостолите како да се молат, Исус им рече вака, Матеј 6:9-13. Туку молете се вака: Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое. Да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес. И прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот. Зашто Твое е царството и силата и славата по сите векови. Амин. Амин. Пред некое време на богослужба тука ми дојде еден пријател кој е свештено лице во православната црква и после тоа негово доаѓање седнавме на кафенце, друг ден седнавме и викам, јас му кажа, викам, вака се, ќе се прв пат дојде на протестантска богослужба. Викам, гледај, размислувај, напиши нешто во стилот, сакам да ми кажеш како си ја доживела оваа богослужба. И он кажа, се супер, ово, оно. И на крај ми кажа вака. Тој ме праша зошто ја немаме Господовата молитва присутна на некој начин на богослужбата. Зошто ја нема да ја почувствуваме? Јас сега го објаснив дека ние не сме литургиска, да кажеме, од литургиската традиција на црквата, ние сме од харизматичната традиција на црквата, но искрено да бидам, тоа ме поттикна да размислувам малку повеќе. И за литургијата, и за она што црквата го правела со векови, и за преданието кои го имаме, и за традицијата, за сите тие сегменти од црквата кои се составени дел од нас, свесно или несвесно. Традиција, предание, имаме ние свесно во нас или несвесно. Може да си крајно несвесен дека нешто што веруваш нема врска со не е збор од Библијата, не е некоја форма од Библијата, едноставно црквата го пренесува тоа со години и ти така го прифаќаш. Јас не верувам дека црквата во Јерусалим во првиот век седеле вака. Тоа е форма на богослужба која ние го имаме сега. И немале микрофон, немале такви песни на слава, немале други и така натаму. Значи црквата пренесува одредена форма, одредена традиција и ние живееме таа форма или традиција знаејќи или не знаејќи. Мене ме поттикна да размислувам за тоа. И сакам да дојдам до одреден одговор на тоа прашање. За Оче наш, каква е таа молитва? Често пати како дете зборував дека кога нешто треба да го знаеме, тоа слушав од учителите, треба да го научиш ова како Оче наш. Денес сите знаеме молитвата Оче наш. Да ти кажам, искам да се повеќе се прашам дали навистина знаеме молитвата Оче наш.
Или испаѓа како нешто кое, сите ние го знаеме, оствари не го знаеме. Јас секогаш тој пример ми доаѓа на памет кога отидов да се запишам средно музичко во Штип. Првото прашање кое беше, има приемен испит, не може така само се запиши, има приемен испит и мораш да положиш како што треба. Првото прашање кое беше таму поставено на листот беше што е скала. Скала јас свирев 8 години секој ден. До ре ми фа сол ла си и така натаму. Тоа го знаев, сите скали ги свирев, ги вежбав секој ден по повеќе пати. Јас знам што е скала, но кога ми го поставија прашањето што е скала, јас не знаев дефиниција. Појма немав. Се додека чиста чуш не дојде ми помогне, ми кажа дефиницијата. Во приемното може би за иначе со еден бод ја влегов во музичкото школа, може би таа дефиниција ме спаси да влезам со поени во музичко. Знаете, понекогаш некои работи кои ние ги сметаме, тоа ги знаеме, всушност ако поставиме прашање за дали на вистина ги знаеме, ќе дојдеме во еден таков заклучок. Па може би не ги знаеме како што треба. Па може би така и за молитвата Оче наш. Сикаме, ова ја го знам кој Оче наш. Прашање, дали ја знаеш молитвата Оче наш? Дали знаеме што представува таа молитва, тоа е веќе друго прашање. Јас би сакал денес да зборувам за Оче наш. Што веруваме кога ние се молиме со молитвата Оче наш? Што поминува преку нас? Каква теологија, какво разбирање имаме кога ние ги изустуваме овие зборови на молитвата Оче наш? Молитвата во формата која ни е дадена, во која читав сега, имаме ние во две евангелија, во Матеевото евангелие и во Лукиното евангелие. Ако читате во евангелието според Лука, ќе видите дека малце е поразлична. Ќе видите дека во евангелието според Матеј, молитвата Оче наш веќе има некаква литургиска форма. Ќе видите дека има одредени стопови после одредени фрази, поструктурирана е, има малце по-јасен почеток, малце по-јасен завршеток. Така да ќе видите дека има одредени разлики. Значи, кога Матеј го пишува тоа е многу рано, 60-70 години после раѓањето на Христос, отприлика 30 години од кога Исус ја кажал таа молитва, веќе таа молитва има некаква литургиска форма, што значи дека црквата веќе ја практикува во својот живот. Без разлика дали тоа го прави на неделната богослужба, дали во своето секојдневно читање, размислување и така натаму, таа молитва и Господовата молитва преку која Исус ги учи своите апостоли и следбеници да се молат. И тие зборови ги запамтиле и ги повторуваат и на тој начин таа обстојува понатаму. Молитвата во Матеевото евангелие се наоѓа во средиштето на најпознатата Исусова проповед, а тоа е проповедта на гората. Проповедта на гората почна во 5-та глава, завршува во 7-та глава, а молитвата се наоѓа во 6-та глава. Точно во центарот на проповедта на гората се наоѓа овој молитвата Оче наш. Тоа што понекогаш ние правиме грешка во нашиот молитвен живот е дека честопати и тоа Ентиврат го кажува, честопати ние почнуваме од назад према нанапред. Кога ќе се најдеме во густо, ние почнуваме со делот помош Боже избавине. И се молиме за нашите потреби, проблеми, и се молиме за тоа, за помош од злотот и така натаму, ама додека се молиме, текнува дека устари ние не сме баш совршени. После се молиме, Боже, окей, прости ни нашите гревови, гледаме дека ние сме дел од проблемот на светот. И после тоа, кога се молиме за нашите, да Господ да ни ги прости нашите долгови, ни текнува дека устари ние имаме секојдневни потреби кои не се толку идни, ама се ги занемаруваме, па се молиме за лебот наш насушен. Ама кога кажеме за нашиот насушен леб, гледаме дека не сме сами, ние сме во мнозина, гледаме дека има и други луѓе околу нас. Па се молиме за нашиот леб насушен, секојдневно Бог да ни го даде. Ама кога ќе се освестиме малку, ќе разбереме дека чека, ние сме многу себецентрични човече. Помогни ми, избави ме, дај ми го лебот, да се молам и за другите луѓе. Па ќе видиме дека ние се наоѓаме во еден малце поширок контекст, па сваќаме дека ние се наоѓаме во Божјото царство. И на крајот доаѓаме до Оче наш. Јас би сакал сега да почнем од почетокот, према крајот, а не обратно, затоа што луѓето често пати почнуваме од крајот.
кога ние го започнуваме од помош, што е во суштина еден од последните делови во молитвата. Тоа што Исус нас не охрабрува е да почнеме со славење. Со славење, со повикување на Бог како наш татко, Оче наш. И да почнеме од Оче наш. Молитвата, ако ја парафразирам, првиот дел од молитвата оди вака: Татко наш, кој си на небесата, нека се свети Твоето име. Што подразбира оваа фраза? Оче наш кој си на небесата. Една од централните теми во Библијата, ако земете да ја читате, ќе видите дека е храмот. Храмот Божи. И не само во Стариот Завет, туку и во Новиот Завет. Една од централните теми е храмот. Некако кулминацијата во Стариот Завет, кулминацијата, тогаш кога Израел се наоѓа на најдобрата позиција и политички и религиозно за време на цар Давид, цар Соломон, баш тогаш се гради храмот. Како една, ако има некоја амплитуда вака горе-доле, они се наоѓаат тука на врвот. Тоа е тоа. Давид е избраниот помазаник преку кој ќе дојде Месијата, Израел го препознава, Израел е најголем, Бог им дава мир од сите непријатели кои се наоколу и Давид вика: Господ нас изобилно ме благослови, а неговиот ковчег на заветот е во шатор. Срамота. На Бог му треба храм. Господ му вика: нема ти да го изградиш храмот, туку ќе го изгради твојот син. Тоа што е интересно, Давид припрема апсолутно се за кога првиот ден кога Соломон ќе стапне на таа власт, прво нешто што ќе треба Соломон да го прави храмот Господов. И Давид собира толку многу злато, толку многу дрва, богатство, материјали, што Соломон ги има сите тие можни, како да кажам, предиспозиции за да го изгради храмот. Не само во Стариот Завет. Исус со своите апостоли честопати оди во храмот на обожавање, на поучување, оди да го прослави таткото во храмот. Но не само тогаш. Дури и веднаш после Пентакост, првото место каде што апостолите одат е во храмот и доаѓаат на порта, таму каде што се исцелува еден од тие болни. По таа порта е наречена и мисијата за млади порта, како што знам. На некој начин храмот е знак на Божјото пребивање на земјата. Тоа е храмот. Храмот го представува местото каде што Бог пребива. Бог одбира место на земјата во кој ќе биде присутен. Така почнува и самата Библија со Еденската градина. Еденската градина е како некаков малку поголем контекст, еден голем храм, каде што и тие што се старозаветничари и познавачи на старозаветните текстови, но не само на Стариот Завет, но на сите тие семитски народи кои живееле таму, кои читат приказната за создавањето, ќе видат сите тие етапи што постојат таму, се етапи на кој начин се гради древен храм. Ги правиш сите тие потребни работи и на крајот во храмот, знаете ли што се става? Сликата од Богот. А последната етапа во создавањето која е? Бог го создаде на човекот на своја слика. Во тој храм Бог постави слика од себе си. Како изградување, значи, од самиот почеток во Еденската градина, преку шаторот на средбот па и храмот, Библијата завршува со новиот Ерусалим, каде ангелот вика: конечно Божјото пребивалиште е помеѓу луѓето. Тој е Божјот копнеш од самиот почеток до самиот крај. Тој е Божјата цел. Да дојде тој да пребива во средиштето на својот народ кој тој го подига за своето име. Самиот почеток на Оче наш го представува храмскиот карактер на таа молитва. Со овие зборови ти го повикуваш Божјото присуство каде и да си. Не е потребно повеќе да се оди на едно место каде што Бог го одбрал да присуствува, туку тој е тука со тебе веднаш кога ќе го подигнеш твојот глас со овие зборови кои Исус ти ги дава. Оче наш. Исусовата молитва, молитвата на Божјот совршен и единствен син, сега станува и твоја молитва, затоа што тој мене и тебе не учи како да се молиме.
Како да дојдеме во тоа Божјо присуство, без при тоа да патуваме илјадници километри да влеземе во некој храм. Оче наш, тоа е влезот. Оче наш. И ти веднаш си во Божјото присуство, каде и да си. Самата идеја, јас би направил уште еден чекор поназад. Самата идеја за Бог како татко е многу ретка во Стариот Завет. Многу ретка. Се појавува тогаш кога Бог го избавува Израел од Египет. Бог оди, го праќа Мојсей и му кажува, оди каже му на фараонот, ослободи го мојот првенец, мојот син првенец Израел. Но тоа е еден колективен идентитет кој Бог го употребува за Израел. Во овој случај кога ние се молиме директно на Бог, како мој личен татко. Исто така, во историјата во Стариот Завет можеме да видиме во Псалм 2, како ветувањето кое е дадено на Давид преку заветот кој Бог го склучува со него, на некој начин Бог вика денес те направив мој син. Но веќе во пророкот Исаја, едно 300 години после Давид, веќе гледаме како дека Бог тој статус на син или ќерка го нуди на секого по благодат. На секого по благодат. И гледаме дека апостол Павле тој уште повеќе не охрабрува. Не само да кажеме, окей, Бог е мојот татко и сега повторно да стоиш во страв и трепет пред него, тука апостол Павле не охрабрува да пристапиме кон Бог како татко преку овие арамејски зборови Ава, татко. Ава значи татко или тато, но не на она детско, како да кажам, во овој детски контекст каде што детето е мало, па тата го вика, не. Возрастни сме сите, но има таа длабочина интимност во која ние го викаме Бог како тато, вистински блиску да биде до нас. Апостол Павле не охрабрува во оваа близина да му представиме на нашиот Бог како татко. Но тоа што не смееме да го пропуштиме во целата приказна е следното. Кога се молиме со Оче наш, ние пристапуваме во тоа интимно присуство на нашиот небесен татко, но во исто време сме и наследници на целата таа историја за избавување и ослободување која Бог ја имал со неговиот народ од самиот почеток па до сега. Кога ќе кажеме Оче наш, не се однесува тоа на устилот, добро, сега можем јас да му кажам Оче наш и да се чувствуваш одсечена од целата таа историја. Целата таа историја на Божјото действување од самиот почеток до сега ти припаѓа и тебе. Ти си дел од таа историја. Целото тоа патешествие кој го гледаме на Божјиот народ, ти сега си дел од Божјиот народ, ти си сега дел од Божјото семејство, ти припаѓа на тебе. Тоа што е интересно, зборев овој фани што го имаше Мислав овој доминиканецот, кога тие се заветуваат да бидат дел од тој доминикански ред, тие се откажуваат од апсолутно се. Не поседуваат ништо. Тој имал наследство во Дубровник, за една куќа која имале во Дубровник, и кога со мајка ми зборевме, јас одлучив да одам во доминиканскиот ред, таа не беше заинтересирана куќата, па се откажавме, ја дадовме на вујко ми. Да имаш куќа во Дубровник не е лоша работа, сам ви кажам. Е многу скапа работа. Тој се одлучил и видите се како тој размислува. Многу интересно. Стоиме пред црквата, каде што има манастирот на доминиканците, вика кога се откажав, во тој момент ни разбрав дека уствари се ова сега, ова што го гледам, е мое. Не го изградил он тоа, тоа е изградено пред 600 години. Но сега тој е дел од тоа нешто. Тој вика, тоа сега е мое. Многу интересна работа. Моментот кога ќе кажеш Оче наш, читай ги сите тие библиски приказни, сите тие Божји дела, се што Бог направил, можеш да кажеш, јас сум дел од тоа. Јас сум дел од таа приказна. Не е само интимноста со Бог, туку историјата која имаме заедно со Бог. На некој начин од самото создавање. Затоа што Бог може посебно секој така да не љуби како што не љуби. Од самото создание, приказната оди на тој начин да можам јас да се родам и да можам јас да одговорам по благодат со вера на Бог и сега јас да бидам негово дете. Тоа е посебна историја за мене. Посебна историја за мене. Јас сум дел од целата таа историја. Оче наш, кој
си на небесата. Не значи дека пукаме во празно некаде далеко, туку преку тие зборови ние влегуваме во Божјото присуство на истиот начин на кој евреиниот би влегол во храмот, тогаш кога храмот постоел. Онаму каде било Божјото присуство на земјата. Небото и земјата не се просторно оддалечени, не е просторна категорија, туку се категорично различни, но споени и нераздвоени. Оче наш е нашиот влез во Божјото присуство. Оче наш, нашиот влез во небото, онаму каде што Бог престојува. Толку е близко небото до нас, е многу далеко. Да дојде царството Твое. Па нели земјата и се што е на неа му припаѓа на Бог? Каква е таа изјава да дојде царството Твое? Зарем Божјото царство не е веќе тука? Нели Бог е создателот? Како може да бараме сега некакво владење негово да дојде на земјата? Нели тој веќе владее целосно? Каква предпоставка има таа фраза од молитвата Оче наш? Висината е следна. Бог е вечниот цар на небесата, кој секогаш бил и кој секогаш ќе биде. Тоа што во Библијата го среќаваме постојано е дека неговото владење на земјата постојано е предизвикано од луѓе кои ќе кажат дека немаат потреба од Бог и се обидуваат да го истиснат на секаков начин. Неговото владење на земјата е предизвикано од луѓе на кои им е дадена власт. Секој од нас има власт дадена од Бог. Во самото создавање, кога Бог го создава кучето и го создава човекот има еден посебен статус. Бог не му кажа на кучето завлада и сега и стави ред во ова создание. Му кажа на човекот. Така да човекот има толкава власт, што следната приказна која има човекот паѓа во грев и така натаму, но човекот обединет почна да гради кула, вавилонска кула, сега ќе направиме таа кула во наше име. И Бог вика, вака, човекот со таа решителност, со таа власт, со таа мок која му е дадена, ако реши, нема нешто што тој не може да го направи. И тогаш доаѓаат јазиците и така натаму. Бог на некој начин го разделува народ, ги распрснува по сета земја и така натаму. Така да приказната. Со други зборови, на луѓето, ние ќе кажеме, оке, ние сме мала прашинка во универзумот, окей? Тоа е така. Кога ќе видиш така и кога ќе гледаме, кога јас прв пат кога видов сликана од Јупитер, како се каже овој Horizons, овој што беше сателитот кој го пратија да оди надвор на нашата галаксија, од нашиот соларен систем, кој го пратија од Јупитер слика од земјата и ја прати да видиме како изгледа земјата. И кога ме покажа човече земјата, нормално се ви гледа, тоа е тоа. Мораше стрелка да има да каже тука од пилика земја, не се гледаме тука. Сега добро, ние стварно сме прашинка човече. И тоа од Јупитер сликано, значи еве го кај во тие космички димензии. Значи ние сме стварно прашинка и помалку од прашинка. Но има нешто вредно во нас. Нешто вистински важно во нас. Некаква волја силна во нас, кој ќе направи сателит што ќе го прати до Јупитер да не слика. Такви сме ние луѓето. Кучето тоа не го направи. Ја пративме лајка. Ама ние ја пративме, не отиде само. Значи, ние сме посебни. И со таа сила и мок, Бог нас не повикува да действуваме. Има луѓе кои преку таа сила и мок го предизвикуваат Божјото владење на земјата. И тоа е реално. Сакат да го истиснат Бог од својот живот, од неговото создание и така натаму. Или има некакви сили, има некои моки кои управуваат со земјата. Ние ќе кажеме економска моќ или политичка моќ. Што тоа значи? Дали сме размислиле помалку што тоа значи? Што е тоа политичка моќ? Што е тоа економска моќ? Тие се некои моќи кои се апстрактни, но се многу реални. Знаете, библискиот текст ние можеме не знаеме да ги именуваме, но библискиот текст ги именува со одредени зборови. Ги нарекува идоли. Идоли.
кои силата ја црпат од Божите созданија кои се од луѓето кои имаат власт. И силата ја црпат од тие луѓе и действуваат во светот. Има многу жртви на економската моќ, на политичката моќ. Луѓе се жртви на тие моќи. Абстрактни моќи кои предизвикуваат реални последици. Тоа не се абстрактни последици, реални последици има. Политичка моќ, економска моќ. Библијата ги именува како идоли. И тие идоли ја црпат својата сила, својата моќ од луѓето кои се препуштаат на нив. Кога се молиме да дојде царството Твое, ние отвараме простор за Божјото присуство да дојде преку нас на земјата и таа негова моќ и да ги истисне тие моќи кои се активни на земјата и да ги победи. На некој начин. Почитате ги Евангелијата и ќе видите на кој начин Исус тоа го прави. Исус тоа го направи, но на кој начин тоа го правеше? На кој начин тие моќи се поразили? Треба да читаме во Евангелијата. Додека се молиме со молитвата да дојде царството Твое, ние се спомнуваме на Псалмот 90 и оние кои следат после него. Псалми кои му даваат слава на Бог, во кои дури целото создание, па дури во Псалмот 98, реките ракоплескаат на Божјото, на новиот момент кој Господ го носи. Целото создание се радува на неговото избавување. Кога се молиме да дојде царството Твое. Исто така со таа молитва ние се сеќаваме на Исаја 52 глава и за еуфоријата која можеме да ја насетиме таму. Има некакво исчекување, нешто ново Бог прави, нешто ново Бог припрема кое ќе биде толку драматично што целото создание ќе го почувствува. Тоа е новото создание, обновата на сите нешта. Вавилон, како што вели во Исаја, и неговите богови беа поразени. Сите тие идоли кои поробуваат и го исцрпуваат човекот, се поразени. Бог ги порази идолите и го ослободи својот народ. Бог го исполни своето ветување на избавување. Да дојде царството Твое е исполнување на Божјото ветување на неговото конечно избавување од робство и ние тоа сега го исчекуваме. Тоа што не смееме да го испуштиме е следното. Начинот на кој Бог го донесе своето царство е радикален начин на действување. Многу радикален. Кога некој цар, председател, ајде се цар во овој контексти ќе збориме. Кога цар го носи своето владење некаде, тоа честопати се случува на следниот начин. Присилно, преку понижување на оние врз кои неговата волја треба да се изврши, преку лактање да се направи место. Каква е политиката сега во светот? Што мислите? Поразлична е? Иста е. Ти доаѓаат и кажат, јас сум поголем од тебе и си имаш да слушаш. Ама чекај, како чекај, немаш ти мислење. Сакаш да бидеш дел од орото, има да слушаш. Она што е радикално за целото создание, а можеме да го видиме во Новиот Завет, е дека Бог својата волја, своето царство го донесе на начин на кој никој не очекуваше. Преку самопожртвованост. Преку крстот. А што мислите вие? Како ние, христијаните, синовите и ќерките на Бог, го носиме Божјото царство во овој свет? Кога се молиме да дојде царството Твое. Што кажуваме ние? На кој начин ние се запослуваме? На кој начин ние се поставуваме во овој свет? Тоа треба да влијае длабоко на нашето секојдневие, на нашите мисли, на секој пост кој го имаме на Facebook, на Instagram, кај да е тој пост, на Twitter, на секој однос кој го градиме, на нашето работно место, на нашите пријателства, на целокупниот наш живот. Таа молитва да дојде царството Твое треба да влијае на се што сме ние. На апсолутно се. Исус своето царство не го донесе со лактање да си направи место или преку угнетување, или преку притисоци, или преку сила. Да дојде царството Твое значи позиционирање на нашето срце, да го донесе Божјото царство во овој свет на начин на кој
Исус го донесе. А тоа е преку само пожртвована љубов и никако поинако. Не постои друг начин. Не ни е даден друг начин. Немаме друга опција. Тоа е моќта која Исус ни ја откри. Вистинската моќ. Со вистински потенцијал да го освои цело создание. И моќта преку која оперира неговата црква во светот, преку само пожртвована љубов. Кога се молиме да дојде царството Твое, треба да бидеме свесни што е тоа што ние го бараме. Дори Библијата вели: внимавајте што барате. Внимавајте што барате. Што е тоа што го бараме кога се молиме да дојде царството Твое? Понекогаш луѓето онака како што се молиме и размислуваме за Божјото царство кога се молиме да дојде царството Божје, во овој дел сме поттикнати да се молиме тоа царство да дојде во сите аспекти на нашето живење. Не треба да постои простор во нашето срце каде што тоа царство не треба да дојде. Ќе бидеме поттикнати да се молиме за властите. Не да ги кудиме и да пукаме на нив кога да ни тегне, како и да сакаме, туку да се молиме за нив. Мислам дека ние и немаме друга опција освен да се молиме за нив. Искрено ви кажам. Библијата не ни дава друга опција. Кога апостол Петар пишал молете се за властите, потоаш христијаните се убивани, што вие беа добри демократски власти, се забајали. Негови браќа беа убиени и сестри. Но тој вели молете се за властите. Кај нас често пати лесно се сваќа покањето кон властите, посебно на социјалните мрежи. Често пати мислам дека после некои коментари и постови на тие мрежи, тој некој не може да влезе во состојба во која мислите ќе ги насочи во молитва кон оние кои се на власт. После некои коментари, луѓе, тешко е да се вметнеме во таква позиција да се молиме за тие власти по кои сме пукале пред 5 секунди. Не може така. Дали на вистина се молиме? А за нас тоа не е опција. Кога се молиш да дојде царството Твое, тоа значи продирање на Божјото царство и во овој дел од твоето срце. Да дојде царството Твое значи да се молиме тоа царство да дојде и во болниците, и во училиштата, таму каде што е потребна Божјата милост, Божјото исцеление и Божјото водство. Наместо кукање и постојано кудење, најмалку со што можеш да допринесеш е да престанеш со тој негативен дух и тие негативни коментари, негативни мисли на напади и слично, и да ги насочиш мислите во молитва кон тие делови од нашето општество. Тоа можеш да го направиш. И знаете ли што? Тоа е најмалце што можеш да направиш. Може не можеш да изградиш болница, да ја покажеш како треба да функционира болницата. Можеш да се молиш за таа состојба во која се наоѓа таа болница, против која може да пишуваш толку многу. Ако кажеш нешто катастрофално за тие институции или што е да е, јас ќе ве прашам, што ново или различно си кажал од сите во општество? Ако кажеш дека ништо не функционира, се е катастрофа, што ново си кажал? Си измислил топла вода? Па си кажал најпопуларното мислење. Знаете ли што? Исус беше популарен. Ама не затоа што ги кажуваше популарните работи во негово време. Толку непопуларни работи кажа тој што го закова на крст. Јас верувам дека Исус можеше да се направи популарен на тој популистички начин. И да многу внимание да привлече. Само каже 2-3 збора против Цезарот. Уште лкави. Исус не го направи тоа. Исус беше многу порадикален. Кога се молиш во тие аспекти во кои сега ги наброја да дојде царството Божјо, тогаш вистински се застапуваш и правиш промена. Вистински правиш промена. И веруваш дека таа молитва на вистина го носи Божјото царство на места каде според наша логика нема надеж. Тоа е нашата молитва. Да дојде царството Твое, таму каде што нема никаква надеж.
Многу лесно е во овој контекст сега кога што сите сме културни и свесни да кажеме леле, дај да го молиме Божјото царство. Дај да молиме Светиот Дух да се излее. Тоа е најлесната работа. Има сите можни предиспозиции за надеж. Ама таму кај што нема надеж, треба вистинска вера да се пристапи во молитва Господ таму да донесе надеж. Таму каде што ти не гледаш начин дека може таа Божја надеж да продре. Тоа е, драги мои, радикална револуција. Радикална револуција. Кога твоето срце ќе го поставиш на тој начин, да не пука со горчина, туку да пристапи во молитва на сите болни места од каде што излегува болка. Тоа е радикална револуција. И тоа го правиш само пожртвовано и со љубов. Да дојде царството твое, во исто време е и опасна молитва. Многу опасна молитва. Тоа е молитва насочена со напад кон сите моки кои владеат со светот и кои се обидуваат да го истиснат Божјото владение. Кога се молиш да дојде Божјото царство на оваа земја, вие почнувате црква. Тоа е интензитетот. Вие се молите против сите тие, како што кажам, абстрактни моки кои владеат со светот, кои ја црпат таа сила од сите луѓе. Вие се молите против сите, вие се молите за праведност. Вие се молите за милост. Таму каде што нема праведност, нема милост. Се подига цел свет. Зошто се подига? Па заради таа работа. Да дојде царството твое. Но сепак верувам дека во принцип сите тие моки беа поразени на крстот. Беа поразени и остануваат поразени на крстот. А ние сега, преку таа победа, се молиме Божјото царство да продре во секој аспект каде тие моки се уште држат во заробеништво. Тие се поразени, суштински, но се уште држат во заробеништво луѓе кои треба да бидат ослободени. Тоа е нашата молитва. Тоа е нашата мисија. Да дојде царството твое. На земјата, како што е и на небото. Значи, повикување на таа реалност која е во небото, да се рефлектира и на земјата. Исус ја извојува таа победа. Таа победа се случи во суштина, но и постојано се реализира преку секоја наша молитва и повикување на Божјото царство да дојде на земјата, како што е на небото. Дали Бог е цар? Да. Тој е царот. Сега за крај ќе ви дадам еден предизвик за другата недела. Малце поразлична ќе биде оваа богослужба. За крај ние ќе се помолиме сите со молитвата Оче наш. Може ли? Ќе се помолиме со Оче наш. Но пред да се помолиме, јас ќе ве предизвикам на нешто. Оваа недела сега молете се секој ден од сапајле или навечер, кое е време вие ќе си го одредите со молитвата на Оче наш. Но на следниот начин. После секоја фраза, ќе видите каде што логички завршуваат овие фрази, оставете простор на размислување. Да видите на кој начин Исус кога ја кажал таа молитва, кои сегменти од вашето срце ги допира. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое. Застанете и размислувате. Да дојде царството Твое, како што е на небото, така да биде и на земјата. Пауза. Размислувајте. Во старите еврејски псалми ќе видите некои букви таму, не знам дали ги има во македонскиот превод, ама вика селах, така пишува. Тоа се моменти кога ти во псалмот читајќи го застануваш и размислуваш за тоа што е тоа што псалмистот сега го кажа. Размислуваш. Јас ве охрабрувам, ставете селах после секоја фраза од Оче наш и размислувајте. Правете го тоа секој ден. Не го правите тоа моторички, колку само да ви помине редот, вклучите го во вашиот ум, но најдете и тивко место на тихување. Размислувајте за сите тие работи. Дозволите Господ преку вашите мисли да навлезе длабоко во вас. Барете го Бог. Другата недела, доколку има некој од вас некакво искуство, или некакво сведоштво, или некој заклучок, пишете ми на мене. Ве молам, пишете ми до сабота.
И јас ќе видам, се зависи од тоа колку сведоштва и искуства ќе има. Јас ќе ве замолам еден или двајца од вас да споделат нешто следната недела, тогаш кога ќе имаме втората овој проповед од серијата Оче наш. Во зависност од тоа, сега јас се ставам себе си на еден експеримент, како и кај вас заедно да се молиме со Оче наш, ќе видиме оваа серија дали ќе биде 2 недели или 3 недели. Може ли така? Заедно да тргнеме на ова патешествие, затоа што сакам навистина да ја откриеме таа молитва. Исус, јас не верувам дека Исус кажал еден збор за џабе. Не верувам дека дури и мислите ги кажал колку само нешто да каже, онака колку да пополни време, простор. Се што тој кажа има смисла, има значење, а јас ќе кажам вака, има и сила. Така да оваа недела сега, јас за мене секој се бајле, кој ќе станам, ќе се молам со Оче наш, може да се молите и други молитви, секако, своји молитви. Но практикувајте ова, молите се со Оче наш, позади секоја фраза застанете и размислувајте, малце контемплативно, да видите што Господ има да ви каже. И напишете ми сведошта, па ќе се договориме за следната богослужба, пред проповед, за време на проповед, ќе видиме како ќе биде, некој од вас да сподели што Господ му зборувал и ќе ми биде многу мило да слушнам. За крај јас би сакал вака, како што седите, да затворите очите и сите да се помолиме со Оче наш на глас. Може, следете ме мене. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние ги проштеваме на нашите должници. И не воведувај не во искушение, но избавене од лукавиот, зашто Твое царството, и силата, и славата во сите векови. Амин.